8 прекршочни мерки и една управна биле изречени од страна на Државниот пазарен инспекторат за туристичката агенција Орфеј од 2014 година до денес. По вчерашниот прилог на 1 ТВ, во кој откриваме дека се води предистражна постапка против оваа агенција, денеска инспекторатот со детали за Орфеј. Во изминатите 4 години инспекторатот извршил вкупно 104 контроли, 33 од нив се редовни инспекцијски надзори и исто толку контролни. 38 водени контроли се извршени по представка од незадоволни туристи. Врз основа на овие инспекции, изречени се прекршочни мерки кои агенцијата Орфеј не ги платила, па поради тоа се водат судски постапки. Орфеј во 2014-та била затворена 30 дена поради управната мерка која била изречена од Државниот пазарен инспекторат. Управната мерка била изречена по представка, а основот бил несклучување договор со корисникот. Гледачи на 1 ТВ кои бараа да останат анонимни, велат дека против Орфеј поднале приватни тужби. И покрај долгогодишните поплаки, досега ниту еднаш инспекторатот не предложил на Министерството на економија да ја одземе лиценцата на оваа агенција. За ова инспекторатот се повикува на членот 30 од Законот за туристичка дејност, според кој инспекторатот може да предложи одземање на лиценца ако се прекршени најмалку 2 од условите за лиценца. Од инспекторатот велат дека досега при нивните надзори констатирано било прекршување на само еден услов и поради тоа не побарале од Министерството да се одземе лиценцата. Сепак, против оваа туристичка агенција се водат постапки пред надлежните, кои дополнително треба да утврдат дали имало измами. Првите поплаки од измамени туристи се појавија во 2007-та, но името на Орфеј порано се поврзувало со скандали. Орфеј била привилегирана да набавува авионски карти за Министерството за одбрана од времето на Владо Бучковски, а по неговото поставување на премиерското место, Орфеј почнала да набавува авионски карти и за владата. Тогаш медиумите пишуваа за пријателски врски помеѓу тогашниот премиер и собственичката на Орфеј, Снежана Јовановска, и денеска остана недостапна за нашата редакција.